Верувам дека тешко би можеле да се сетиме дека пред 3 саботи тамо некаде, па и 4 испаја со оваа. Започнавме со Даниел и проучување од прва глава Даниел и втора од поодамна, но последниот пат го нашнавме оној дел, па и така ја насловив и таа тема погрешно воспитување, прв дел, сега ќе продолжам, каде видовме дека Навуходоносор сакал преку вавилонскиот образовен систем да делува врз Даниел и врз трите млади момчиња, Анани, Мисаил и Азари, и негова цел беше да го истисне Бога од нивниот ум, од нивниот живот и да ги насочи кон себе. Тоа е целта на тоа погрешно воспитување или вавилонски систем, но паралела повлековме со денешно време, затоа што и ние денеска живееме во времето на, така да кажам, неовавилонска империја, која што се повеќе и повеќе се подига. И како што еве, да ве подсетам, спомна и Андреј, повторно се гради една кула кон небото, луѓето сакаат да го достигнат Бога и на некој начин самите да се спасат. И веројатно Навуходоносор имал можеби и многу повисока цел со тоа што, знаете, се сеќавате таму на почетокот во првата глава се спомнува дека тоа биле избрани млади луѓе, најмудрите, најбистрите. Така да претпоставувам дека имал за цел преку тоа што нивки ги превоспита, па да може да делува понатаму и на младината и на другата младина. Во Проповедник 1.9 стои запишено што било, пак ќе биде. И што се правило, пак ќе се прави и нема ништо ново под сонцето. Историјата има тенденција да се повторува. Тоа сме сите сведоци. И денес преку тој систем на погрешно воспитување се има за цел луѓето и пред се младите да се одвојат од Бога, да им се пренасочи нивното внимание. И знаеме, сведоци сме на тоа, сите спомнав и минатиот пат, сите сме поминали низ тој образовен систем, каде не станува ни збор за Бога, туку напротив, не учија сосема трети работи. Синоќа баш, кога прочувавме патриарси и пророци, многу добри цитати тамо прочитавме, колку тоа науката знае да ја искриви она библиска вистина. Луѓето, мислејќи дека се мудри, полудеа, како што вели самата Библија, и сакале, неикеле, сето тоа влијаело во помал или поголем степен врз нашите умови. Јас ви споделив некои мои искуства од тоа време. Еве сега ќе се сетив на еден друг момент, каде што се водеше таа борба кај мене уште тоа време, иако не го познав Бога, ама толку 2%, колку што знаев, колку што може ми беше пренесено од мајка ми, сепак тоа делуваше врз мене пред се оние морални принципи на кои што таа ме поучи. Значи да, образовниот систем и школата од една страна, а од друга страна тоа што сум го научил од мали нозе, од мајка ми пред се. И ви спомнав, да, точно, сакав да бидам, прв, најдобар, што е и најнормално за еден човек на оваа планета во грешната природа, тоа е тоа, но од друга страна сакав и да им помагам и на другите, и тие да постигнат некој успех. И ви спомнав, тогаш не сакам да се повторувам, но имаше еден момент кој што се повторуваше неколку пати. Значи, од прво до 8 бевме тие, тој целиот, мислам, истиот клас. И од мојот клас имаше еден мој школски што се викаше Зоран, беше влав по потекло и веројатно имаше некои добри врски. И знаете што, јас значи пак ќе кажам како што и Јани денеска спомна, без воопшто тоа да ми значи денеска, затоа што тоа е животот пред Христа, цело време бев константен во моето учење, знаење во школа а тој Зоран, четворки,
значи шарено, на крајот јас скрос одличен и тој скрос одличен. И не ми беше право. Тоа може би влегува и во доменот на тоа што не трпев неправди. Може би, значи измешани се тука работите, веројатно и од делувањето, семеното воспитување, но и од влијанието на целиот тој систем. Значи, како и да завртите, секој од нас, верувам дека бил подложен и има влијание, некакво влијание од таа страна. Се сеќавате, го спомнавме Исаија, стихот во Исаија 43:7, каде што се вели дека сите кои што се нарекуваат со моето име, вели Господ, и кои ги создадов за своја слава, кои ги створив и ги направив. Господ нас не создал за Него да го прославиме, а не ние да бараме некоја наша слава, престиж и што и да е, да бидеме ние славени. Упатува и го детето по неговиот пат, тоа е од Пословици 22:6, исто стих што го читавме, па кога ќе остари, нема да отстапи од него. Ова веројатно многу добро го знала и Навуходоносор. Иако Даниел и неговите другари биле малку пододрасници, што не биле мали деца, но сепак тој верувал дека ќе може да делува врз нив и затоа и се зафатил уште на почеток со работа. Значи, како стоеше во прва глава на Даниел, дека целиот тој образовен систем требало да трае 3 години. Значи, посебна храна, царска храна, посебен третман кон сите тие избрани студенти што биле и нормално соодветно образование. Во Еремија прочитавме исто така во 9 глава 23 и 24, само ги нафрлам стиховите и ги читам, а подосна ќе навлеземе во остатокот од темата. Господ вели, зборува вака: мудрите нека се фалат со мудроста, ни јунекот нека не се фали, значи мудрите нека не се фалат со мудроста, ни јунекот нека не се фали со смелоста, ни богатиот нека не се фали со богатството. А кој сака да се фали, нека се фали со тоа што има мудрост, за да ме сознае мене, вели Господ. Зашто јас сум Господ, кој ги твори милоста, судот и правдата на земјата, зашто тоа ми е мило, зборува Господ. Познавањето на Господа, тоа е вистинската наука, вистинското знаење, вистинското воспитување. Како што вели и во Јован 17:3, а ова е вечен живот. Значи не станува збор само за бенефит од тоа воспитување само за овој живот, туку не подготвува и за вечниот живот. Ова е вечниот живот, да те познаат тебе, единствениот вистински Бог Исуса Христа, кога си го испратил. И го спомнав само воспитниот систем, меѓутоа, знаете, веројатно голем удел одиграло кај секој од нас, значи, можеби не толку кај некој од вас кои што сте родени во адвентизмот, меѓутоа кај останатите и уличното воспитување. Неминовно да влијае. Јас имав некој период во мојот живот, сега ќе спомнам и тој дел, некаде до 2 година гимназија, мене ништо живо не ме интересираше, освен учењето, и нормално сум ви спомнал фудбал и тие активности во мало што беа. И ништо друго. Од 3-та година, кога се запишав на информатика во Штип, тоа веќе беше нов свет за мене, значи далеко од дома, далеко, релативно далеко, но ете таму престојував во интернат и така натаму, како да ми се отвори еден нов свет. Меѓутоа и тука почна она делување на друштвото, да кажем, на улицата и така натаму и така натаму. И сето тоа си остави своји траги, остава своји траги. Да не спомнуваме за телевизијата. Значи, катастрофално влијание има, посебно во ова време, кога ќе погледнете денес што се прикажува на телевизија, во однос на она наше време, кога постоја 2-3 канали, колку беа таму. Значи, може да замислите, и тогаш беа образовни програми повеќето. Сега од образовни нема ни ово, ништо нема. Може да се најдат некои канали, окей. Да. Сега, прашање, од каде потекну и од каде доаѓа вистинското воспитување?
Уште на самиот почеток од Библијата, ако отвориме во Битие, во 2 глава, ќе видиме, ќе продадеме една врска на вистинското воспитување со дрвото на животот. Отворите во Битие 2.9, значи сега веќе навлегуваме во тој нов дел, во приложението. Битие или 1 Мојсија 2.9. Познати стихови, познат стих. Тогаш Господ Бог направи, та од земјата изникна секое дрво, убаво за погледот и добро за храна. И дрвото на животот среде градината, а покрај тоа и дрвото за познавање на добро и зло. Значи, имаме Едемската градина со разни плодови, може да замислиме само што се немало тоеш. Што се е имало. И може да набројуваме, и од тоа што ќе го наброиме, што денеска го имаме вкусено и видено, кој знае уште колку плюс имало, не знаеме тоа. И една единствена заповед од Господа. Но зошто била потребна? Значи, ќе речеме сега, па ситница ќе рече некој, па зошто? Прво заради слободната волја, второ заради постоечката опасност. Знаеме дека Луцифер станал сатана. Отпаднал и постојала опасност да бидат искушани. Затоа Господ им наредил, им дал една едноставна заповед. Од се можете да јадете, од киви, јапонска јаболка. Не знам, ваа година научив дека имало некои чоколадни јапонски. Тие помалите, ако сте ги као плоснати, така ги викаат чоколадни. Мене ми се вкусни тие за разлика од оние. И овие се јадат нака малку као по-несозреани. Па ти банани, па ти не знам што се, не, значи се им било дозволено, само од тоа дрво, што и да бил плодот. Од таму да не јадат. Значи, избери го дрвото на животот и интересно што биле поставени и двете во средината на градината. Значи, веројатно тука биле негде. Моја предпоставка е во близина. Сега, колку близко, не знам. Во зависност од тоа какава била целата градина. Или другото дрво. И зошто се вика дрво на животот? Ако сакаш да живееш, ако сакаш да избереш живот, избери од дрвото на животот. Ако не, другото носи друго нешто. Единствен и мал тест. Но дали бил мал? Ако погледнеме с оглед на тоа што целата судбина, судбината на целото човештво, на целата планета, зависело од тоа како ќе поменат на тој тест нашите прародители, тоа веш не е мал. Но од друга страна и е мал. Затоа што станува збор за еден обичен плод од едно дрво, за сметка на сето друго што им било на располагање. Но ова мора да го запамнеме. И едно да е, и ситно да е. Она што Бог ви го брани, тоа е за ваша корист, за ваш бенефит. Значи, не брани Господ нешто што е арно, што е убаво за нас, а да ни го брани. Господ не е таков татко, не е таков Бог. Ако Бог е љубов, ако тој е татко кој што не сака повеќе од било кој земски татко, знаеме па и мајка, нели, може и мајката да го остави своето чедок, што вели еден стих, но Господ нема. Че тој е таков татко, таков родител, за ремонт не знае што е добро за нас. Сега, Адам и Ева имале еден хендикеп, може да кажеме, во смисла на тоа, не се родиле од мали, па сега да го поминале, значи, тој целиот период на раст. Туку биле создадени веќе возрастни. Но, поради тоа, и една од причините зашто го дал тоа дрво, како испит, е да им овозможи да го развијат својот карактер. Нормално преку користење на својата слободна волја, како слободни битија. И тие токму тука на тој мал тест, така наречен мал тест, паднале. Но да отвориме во Лука 16.10, да видиме еден битен стих, важен стих, Лука 16.10. Кој е верен во најмалото, верен е и во многу.
А несправедливиот во најмалото, значи оној кој што не е верни во најмалото, не е верни во многу. Овој стих многу кажува. Значи, ајде, ситница, не ме паднале на ситен тест. Меѓутоа, тука баш се гледа кој колку е верен. Често пати знаеме да се повикуваме на некои големи искушенија, големи превирања во нашиот живот, каде што сме испаднале како победници, нормално со Божја помош, но животот го прават тие ситни нешта, тие ситни тестови. Тие ситни секојдневни тестови не подготвуваат за големите, за големиот тест на крајот. Малите чекори создаваат цврсти навики. Значи, вие полека и постепено, како што ѓаволот сака да не слизне, ќе навлеземе во навика која што може би после ќе биде претешко да ја оставиме во остатокот од нашиот живот. Значи, всушност, вистинското воспитување, значи Господ не воспитува, ги воспитува уште тогаш, започнува од дрвото на живот, им вели од ова ќе јадете и од се друго, но од дрвото на спознание добро и злото не. Преку таа една едноставна забрана и заповед, всушност, ги воспитува Адам и Ева. Да отвориме во Пословици 1.7, сега поврземе повеќе стихови од Пословици, за да ја видиме таа врска дека, всушност, како е поврзано вистинското воспитување со дрвото на животот во Едемската градина. Значи, Пословици 1.7. Еве како гласи овој стих. Пословици 1.7. Стравот од Господа е почеток на мудроста, но безумните ги презираат мудроста и поуката. Сега дека што имаме мудрост, поука, знаење, разум, сето тоа е поврзано со вистинска едукација, вистинско воспитување. Пословици 3.13. Блазе му на човекот, значи среќен е човекот што ја нашол мудроста и на човекот кој го придобил разумот. Значи мудрост, разум, поука, радост, сето тоа поврзано во едно. И сега Пословици 3 глава, продолжуваме од 14 до 18 стих, за да точно ја видиме таа врска на дрвото на животот со вистинското воспитување. Вели во 14 стих, подобре да се придобие таа, се мисли на мудроста, продолжува понатаму текстот, отколку да се придобие сребро, и таа е поголема печалба и од златото. Поскапоцена е од бисерите, и колку и да се твоите скапоценности не можат да се споредат со неа. Знаете, денеска луѓето плаќаат огромни суми на пари за да се школуваат на престижни универзитети, за да стекнат знаење од еминентни таму професори и така натаму. И нормално тие нивни дипломи потоа ќе им послужат за полесно да се пробијат понатаму во животот. Но овде вели дека таа мудрост, тоа знаење, што доаѓа од Господа, вистинското воспитување, е поскапоцено. Не може да се купи со никакви пари, со никакво сребро и злато. Долгиот живот, 16 стих, е во десната рака, а во левата богатство и чест. И сега вели 17 стих, нејзините патишта, патиштата на мудроста, се пријатни и сите нејзини патики се полни со мир. И внимавајте 18-тиот. Таа мудроста е дрво на животот. За оние кои се придржуваат за неа и благословен е оној што ќе ја задржи мудроста. Знаењето од Господа. Тоа вистинско воспитување. Тоа е дрво на животот, вели. Кое што дава живот, и тоа среќен живот, мирен живот, исполнет живот и на оваа планета, но и ни дава и вечен живот, не подготвува за вечниот живот. Да отвориме сега во Второ Законие, 30 глава, 5 Мојсиева, 30 глава, 19 и 20 стих. Вели, ги земам денес за сведоци против вас небото и земјата, дека пред вас ставам живот и смрт, благослов и проклетство. И така избери го животот. Любејќи го Господа својот Бог, за да живееш ти и твоето потомство
Па тој е твојот живот, твојот долг век, за да можеш да престојаш мирно во земјата за која Господ им се заколна на твоите татковци, Аврама, Исака, Јакова, дека ќе им ја даде. Тој е твојот живот, Господ е твојот живот, избери го животот, дрвото на животот. Тој е самиот Бог. Зато вели Јован, познавањето на Господа, на Отецот и на Исуса Христа, значи вечен живот. Избирајќи го дрвото на животот, избираме вистинско воспитување. Но, за жал, еве нашите прародители го избрале она другото. И по логика на нештата, ако дрвото на животот го представува вистинското воспитување, тогаш погрешното воспитување е она друго дрво. И да видиме какво е тоа воспитување. Ако отвориме во Битие, познатиот текст, нормално, кога Адем и Ева паѓаат во 3 глава, ајде се подсетиме уште еднаш во контекст на ова што го зборуваме, на овој текст кој што кој знае колку пати сме го користеле. Затоа што е навистина богат со значење. Змијата беше полукава од сите полски животни што Господ Бог ги направи. Таа е рече на жената, за да ја навлече на муавет, нешто што не треба да си дозволиме да влегуваме во муавет со лукавиот, затоа што тешко нас. Вистина ли е дека Бог рекол дека не ќе јадете од ниедно дрво во градината? Зарем он не знае што кажал Бог? Ама за да ја навлече на муавет. И да, таа се навлекла и вели жената на змијата, смееме да јадеме плод од дрвото во градината, дрвата во градината, само за плодот на дрвото што е среде градината, Бог рече не јадете од него и не допирајте го за да не умрете. А змијата рече на жената, навистина не ќе умрете. Не, Господ лаже. Туку Бог знае дека во оној ден кога ќе јадете од него, ќе ви се отворат очите и вие ќе бидете како Бога, распознавајќи го доброто и злото. Значи, Господ ви дал ограничено знаење, ви нуди ограничена мудрост и толку. Нешто сокрие од вас, не сака да знаете некои работи, за да не бидете како него. Видите како ги мами. Туку Бог знае дека во оној ден кога ќе јадете од него ќе ви се отворат очите и вие ќе бидете како Бога, распознавајќи го доброто и злото. Жената види дека дрвото е сега тоа е тоа. Жената види дека дрвото е добро за јадење. Се сеќавате, сите дрвја што ги создал Господ во градината биле добри за јадење. И сега вели жената види дека е дрвото добро за јадење, пријатно за очите и дрво пожелно за да се постане мудар. Зборувавме до сега за мудроста, која што е поврзана со животот, со среќата, со вистинска исполнетост, а сега таа е намамена да верува на своите сетила, на своите чувства и да падне на тоа дека ај ова е дрво убаво и на очи и добро за јадење, ама и мудрост може да се стекне. Змијата научила да зборува јазик, да зборува научила. Јадејќи од тој плод. Набра, значи кога го виде тоа, се потпре на своите сетила, заборави на воспитувањето од Господа, набра од неговиот плод и го јаде, му даде и на својот маж кој беше со неја и тој јадеше и така падна. Но внимавате, едното дрво е дрво на животот, каде што гледаме вистинското воспитување, а ова дрво е дрво на спознавање на доброто и злото. Во суштина, на секое лажно воспитување, токму оваа комбинација, која ќе скомбинирате добро и зло. И најчисто, најуспешна измама е таа, кога имате што поголем процент до 100% вистина и малку лага. Тоа е лажно, тоа е погрешно воспитување. А тоа го имате во образовниот систем денешен, неовавилонски да го наречеме, колку што ви душа сака. Дали има нешто вистина е прашање, значи многу повеќе е лага и невистини.
Но она на што малку би се задржал овде е дека Ева видела дека дрвото е добро за јадење, пријатно за очите и дрво кое што може да донесе мудрост. Сеќавате на стиховите во 1 Јованова 2 глава 15 и 16, кај што вели не сакајте го светот, ниту она што е во светот, ако некој го сака светот, љубовта од Бога Таткото не е во него, зашто се што е во светот, похотта на телото, похотта на очите и гордоста на животот, не е од Таткото, туку од светот. Тоа се тие три категории. Добро за јадење, убаво на очи, можам да придобиам мудрост, која што спаѓа во гордоста на животот. Денеска сите така наречени мудреци, денеска во светот, сите се гордеат со тоа. Кој од кој е помудар, кој од кој е попаметен. Но Божјата мудрост, она знаење за Бога, не возгордејува, туку не држи ниско и не само тоа, зашто која е целта? Целта е да го прославиме Него, а не себе. 1 Јованово 2.21, моќен стих. Значи 1 Јованово 2.15-16 читавме, 21 стих подолу. Не ви пишав како да не ја знаете вистината, туку зашто ја знаете и зашто ниједна лага не е од вистината. И најмала и најситна лага не е од вистината. Ако е вистина е 100% и крај. Значи не е како, замислите си, до таму одат денеска лагите, мислат дека не прават толку, како да кажам, немудри, што ке сретнете во продавница, во маркет, тетрапак сок, во последно време пак можеме да кажем дека се повеќе си цедам домашни сокови, отколку што би си дозволил да купам некој тетрапак, затоа што ќе најдете таму 100% сок од, да речеме, цреша, не знам, вишна. И ако освртите позади, пишува дека има 20% вода. Ке ме молам каков е тој 100% сок од било што со 20% вода. Значи, тука имаме 120%, што мислам не е возможно. Значи, неверојатно. Но, кога вистината е вистина, тоа е 100% вистина. Ни една и најситна лага не е од вистината. А, оној што е татко на лагата, таткото на вистината, можеме да кажеме дека е Бог, тој е вистината. Исус за самиот за себе вели, јас сум вистина и живот и пат. А Јован 8.44 јасно вели, вие потекнувате од вашиот татко ѓаволот, кога Исус им се обрека на народите и сакате да ги исполните желбите на татка си. Тој беше човекоубиец од почетокот и не остана во вистината, зашто нема вистина во него. Кога зборува лага, зборува од своето, зашто е лажец и татко на лагата. Уште на почетокот го гледаме тоа. Значи, и го вели на Ева сосема спротивно. Значи, за жал, успел во тоа, не, вие нема да умрете, вели. Господ вели ке умрете, ѓавол вели не, нема да умрете. Туку, сега да ви објаснам што. Да ти објаснам што. Вака, така. И тоа е тоа што неговата лукавост, препреденост, начин како да измами. Ако сега зборуваме во областа на религијата, затоа што тука е посебно опасна лагата, вие ќе најдете денеска христијански цркви каде што се врши спинување и извртување на стиховите од Библијата и каде што всушност имате мешање на вистина и лага, значи на доброто и злото. Тоа се посебно опасни места исто така на престојување. Да, надвор светот е опасен. Образовниот систем и те како знае да биде опасен и да делува негативно. Меѓутоа, и во црквата може да се соочите со уште поголема опасност. Мешање на вистина и лага. Концептот, сите сме слушнале јинг-јанг на источните култури и религии. Во секое добро има малку зло, во секое зло има малку добро.
Господ е апсолутна вистина. Не може... Тој е дрвото на животот, тој е оној кој што дава мудрост, дава живот, дава радост, дава полнина. Другото дрво е дрво за спознавање на доброто и злото. Господ никогаш немал желба да ние го запознаеме злото воопшто. Но се случило тоа што се случило. Значи, вистинското воспитување е дрвото на животот. Лажното е секакво мешање на добро и зло е другото дрво. Ако се одлучите да јадете од тоа, знаете кои се последиците. Има вечни последици, не само за овој живот. Не само што во овој живот наопачки ќе ги гледате работите, па ќе броите во милиони години, па не знам што, па пониски врсти, па значи приказни за деца, нешто што во кое што Господ, мислам човек треба да има повеќе вера. Денеска навистина, ако размислите, реално повеќе треба да имате вера дека сте настанале, не знам, од тамо ништо, отколку дека Господ ве создал. Но тоа е светот во кој што живееме, овој нов Вавилон во кој што живееме, во кој што целта повторно на тоа погрешно воспитување е да не одвои од Господа. Би завршил со пословици 2.6, значи тука сме повторно пословици, зашто Господ дава мудрост, од неговата уста доаѓа знаењето и разумот. Тоа е вистинскиот учител, вистинското воспитување е само кај него. Нека му е слава нему. Амин.